Од 1 јануари ќе се менува цената на струјата, но какви сметки ќе добиваат граѓаните се уште е рано да се зборува, тврди првиот регулатор Бислимовски. Најмногу зависи од тоа по која цена ќе ја продава својата струја ЕСМ на универзалниот снабдувач Евана Хоум. Сега чини 62 евра. Од друга страна зависи од тоа колку ќе чини преносот и дистрибуцијата. За ова одлука регулаторна треба да донесе до крајот на идниот месец. Пресметките од Мемо, Мепсо и Електродистрибуција веќе ги добиле. Какви се нивните барања, нема информација. Сепак Бислимовски не очекува да има некој сериозен скок на цената на електричната енергија за домакинствата и малите потршувачи. Може би ЕСМ ќе продолжи со 62 евра. Може би мрежарините ќе ги намалиме, ги работиме барањата за електродистрибуција и за Мепсо, премногу е рано и не би сакал да шпекулирам. Треба да се донесе и цена на парното. Во текот на летото немаше промена затоа што се чекаше проценката за вредноста на топланите. Познавачите предлагаат при носење на одлуката да се земе предвид дека дел од топлинската енергија која доаѓа од тето е добиена со производство на струја, а не со купениот газ. Поентата е дека тоа треба да се земе во обзир. Ако тоа се стави дека 30% на таа енергија не е купена со тој газ, со таа цена, него е купена... Има простор за за задржување на сегашните цени, ај да не кажам и смалување. Вчера и официјално започна грејната сезона, но дел од домакинствата немаат парно заради дефекти. Од друга страна пак, поради ремонт на цевка во Бугарија, преку која се испорачува гасот во земјава, онаму каде има парно, радиаторите се слаби. ЕСМ пак која обезбедува и струјата, а од пред неколку години го менаџира и парното, веќе извесен период не работи најдобро, според последните податоци. Минусот на компанијата е над 45 милиони евра.